Летото, сонцето, морето и плажата најчесто ги поврзуваме со одмор, опуштање и бегство од секојдневието. Но денес, за дел од девојките и жените, подготовката за плажа изгледа како да бара многу повеќе од костим за капење, крема за сончање и пешкир. Шминка, фризура, внимателно одбрана комбинација, па секако и фотографија за социјалните мрежи. Прашањето е: дали денес на плажа одиме за да уживаме или за да изгледаме совршено на фотографиите? Токму ова беше тема на нашата анкета. Зошто некои девојки се шминкаат и кога одат на плажа? Дали тоа го прават затоа што така се чувствуваат поубаво и посамоуверено или затоа што чувствуваат дека и на одмор мора да изгледаат безпрекорно? Одговорите покажуваат дека причините се различни. За некого шминката е начин на изразување и нешто без кое едноставно не се чувствува удобно. За други станува збор за желбата да изгледаат добро на фотографиите, особено кога секој момент од летувањето може да заврши на Instagram, TikTok или Facebook. И тука се отвора едно интересно прашање. Дали фотографирањето постепено стана дел од самиот одмор, наместо само спомен од него? Некогаш фотографиите од летување биле малку и внимателно чувани во семејни албуми. На плажа се одело со многу помалку подготовки. Костим за капење, пешкир, крема и очила за сонце биле доволни. Несовршената коса, лицето без шминка или моментот кога ќе се влезе во вода не биле причина фотографијата да не се направи. Денес ситуацијата е поинаква. Социјалните мрежи создадоа нов вид визуелен притисок, не само да ни биде убаво, туку и да изгледа дека ни е убаво. Од совршено наместена коса и шминка отпорна на вода до внимателно избрана поза, светлина и агол на фотографирање. Одморот понекогаш станува и мала продукција во која секој детал треба да изгледа совршено. Но дали тоа е навистина лошо? Не мора да значи. Ако некоја девојка се шминка затоа што тоа ја прави посигурна во себе и едноставно ужива во тоа, тогаш тоа е нејзин избор. Проблемот се појавува тогаш кога чувството дека мораме да изгледаме совршено доаѓа од споредувањето со другите и од очекувањата што ги поставуваат социјалните мрежи. Затоа, можеби најважното прашање не е дали треба или не треба да се шминкаме за на плажа, туку за кого го правиме тоа. За себе, затоа што така сакаме и се чувствуваме убаво, или за камерата, за туѓите погледи и за следната фотографија која треба да изгледа совршено. Во продолжение слушнете ги одговорите на луѓето кои ги анкетиравме. Дали на плажа треба да се оди со фул шминка или со поприроден изглед? И какви девојки на мажите им се поатрактивни? Ајде со нас да го дознаеме одговорот и на ова прашање. Тоа е нивна работа. И керка ми кога излегите до на продавница стават шминка. Значи тоа е лична работа. Мада јас не ми сметат, ама кога ќе да се капиш немат потреба да става шминка. Ja mislim da ne treba. Pogotovo mlade devojke, stvarno su sve prelepe, prezgodne i ne znam zbog čega se opterećuju time da imaju full make-up i na plaži. А šta misliš muškarcima, кои девојки више волјено се full face make-up или без шминке? Ja imam 46 godina, nisam baš, ne mogu da ocenim ovu mlađu generaciju, ali meni bez ikakve šminke je okej, onako natural style. Да. Апсолутно без шминка, затоа што на плажа треба да се сончаме. Мислам дека треба да се природни и кога идат со природно. Не им треба шминка како на плажа си. Па зависи доколку доаѓаат ради тоа што сакаат само да видат како изгледа плажата или да се напијат кафе, коктел, што и да е, може и со шминка. Меѓутоа доколку се дојде за пливање, бањање и сончање, тогаш дефинитивно без или евентуално нека минимална шминка. Така и тој профил претпоставам дека подобро изгледа на плажа. Девојците знаеш како станеат? Свето го обрнеат. Почнаат голи да шетат веќе.